Димитар Ковачевски. Почитувани пратеници, почитуван министер и заменик министер за финансии, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да ја одуговлекува расправата за ребалансот на буџетот, со оглед на тоа дека врз основа на донесените измени на Законот за организација на државната управа беа воведени 4 нови министерства, кои што министерства во тековниот буџет немаат ниту раздел, ниту буџет, ниту имаат можност да исплатат плати на вработените. По таа причина ќе имаме еден говорник во кој што ќе ги објасниме предпоставките во однос на буџетот за кој што имавме дискусии и во текот на комисиската расправа. Во текот на комисиската расправа по однос на ребалансот на буџетот за 2024 година, пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата, како и другите политички партии, поднесоа 58 амандмани, од кои не беше прифатен ниту еден амандман од страна на представниците на владата или представниците на владеачкото мнозинство. Врз основа на тоа, пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата нема да го поддржи ребалансот на буџетот за 2024 година. Накратко би сакал и да ги образложам основните предпоставки за одлуката која што ја кажав, а кои се поврзани со конструкцијата на буџетот, односно на ребалансот на буџетот, во однос на повеќе сектори на неговото составување. Во делот на финансиските средства за плати не се обединени средства за континуиран пораст на платите и исто така не се обезбедени финансиски средства за пораст на минималната плата. Врз основа на методологијата која што беше воведена во текот на 2022 година и во ек на најголемата економска и енергетска криза, успеавме да воведеме методологија за пораст на платите, на минималната плата, истовремено и на пензиите, 50% согласно растот на трошоците за живот и 50% согласно растот на бруто домашниот производ, и која што методологија обезбеди да имаме во моментов најниска минимална плата во историјата од 22.500 денари, за споредба во 2022 година беше 15.400 денари, а во 2016 година беше нешто над 8.000 денари. Исто така и во однос на пензиите, тие во 2014 година, во 2024 година во просечно ниво изнесуваат 14.000 денари, што е за 6.000 денари повеќе во однос на оно што беше како просек во претходниот период до 2016 година. Тоа влијаеше секако и на растот на платите, односно на растот на реалната и на номиналната плата, доколку се погледне експозето од Комисијата за финансирање и буџет на Министерката за финансии, тогаш јасно се гледа дека во 2024 година имаме номинален раст на платите од 13,7% и реален раст на платите од 9,5%, што е во согласност со оно што го објавија и меѓународните финансиски институции, односно меѓународните економски институти, а тоа е дека Република Северна Македонија беше единствената земја во Источна Европа која успеа во време на криза да го зголеми животниот стандард на населението за 5% во споредба со било која друга земја од Источна Европа. Она што е карактеристично во тоа време и во време на криза, платите и кој што реален раст се гледа и во самото експозе, порасна 21,8% во секторот образование, 18,6% во секторот земјоделство, како и 18% во секторот за комуникации. Сектори во кои што, особено во образованието и во земјоделството, платите пред тоа не бележеле пораст. Исто така, врз основа на голем број на антиинфлаторни мерки беше намалена инфлацијата на 3,7%, што може исто така да се види од експозето, што е неколкократно намалување во однос на инфлацијата од 20%, која што беше предизвикана од војната во Украина и негативното влијание врз базичната инфлација, како и врз
движењето на цените на храната и врз движењето на цените на суровините. Сето тоа влијаеше на раст на животниот стандард на населението или заштита на животниот стандард на населението, кое што, повторувам, беше потврдено и од меѓународни економски институти. Во однос на животниот стандард се гледа и од фактот што ако ги погледнете макроекономските претпоставки врз кои што е правен овој ребаланс на буџетот, тогаш јасно се гледа дека претпоставките на кои што е правено е растот на личната потрошувачка и растот на расположивиот доход на граѓаните, кој што е резултат на зголемените плати и резултат на зголемената минимална плата и зголемените пензии во текот на изминатите 2 кризни години. Во однос на другите показатели и во однос на другите факти кои што беа изнесени на Комисијата за финансирање и буџет, не се определени финансиски средства за раст на платите во образованието, иако постојат поголеми приходи во буџетот, што е наведено и во самото експозе презентирано на Комисијата, бидејќи во текот на 2024 година приходите на буџетот се зголемени за 10% во однос на во првата половина на 2024 година се зголемени за 10% во однос на приходите од 2023 година. Истовремено намалени се и не се предвидени финансиски средства за покривање на обврските од социјална заштита, ниту пак за покачување на финансиските права за детска заштита, за подсетување истите овие права од социјална заштита и права од детска заштита во текот на изминатите години беа зголемени за 320%, кое што го нотираат сите финансиски извештаи кои што се на располагање. Намалени се и финансиските средства за 10 милиони денари за националните сојузи за инвалидски здруженија и за граѓанските организации кои се борат против семејното насилство, а исто така намалени се и финансиските средства во други поврзани области кои што се дел од системот на заштита на населението. Исто така не се предвидени средства за реформа на системот за заштита и спасување, кои што реформи беа донесени во текот на изминатиот период и кои што реформи се валидни во соодветните ресорни министерства, особено во Министерството за одбрана. Намалени се и финансиските средства за ИПАРД програмата, што значи дека се намалуваат финансиските средства за земјоделците. Тука би сакал да истакнам дека Македонија во изминатите години се профилираше како држава која што има 100% искористување на средствата од ИПАРД програмата и за разлика од периодот од 2016 година кога 50% од средствата беа враќани во Европската унија според извештаите на Европската унија, во текот на 2022 и 2023 година сите финансиски средства од ИПАРД програмата се инвестирани од страна на земјоделците и Македонија беше прва земја која што почна да ги користи средствата од ИПАРД 3 програмата, вклучително и што тие беа зголемени за 33% и сега изнесуваат 100 милиони евра средства од Европската унија кои се на располагање на македонските земјоделци. Истовремено, намалени се и средствата за авансна исплата на субвенциите за земјоделците, кои што произлегуваат од реформата направена во 2022 и 2023 година, која што предвидува дека вистинските земјоделци добиваат субвенции авансно и врз основа на приносите кои што подосна се продадени согласно со регулативите на Европската унија, согласно аутпут методата и според насоката за зголемување на приносите во земјоделието, а истовремено и намалени се средствата во интервентниот фонд во земјоделието, кој што беше формиран се со цел да може да се интервенира во ситуација на економска, енергетска криза и во ситуација на климатски промени какви што ги гледаме во текот на изминатите месеци. Во делот на инвестициите
Не се предвидени финансиски средства за исплата на договорните обврски за поддршка на инвестициите на домашните компании, согласно Законот за поддршка на инвестициите. Законот опфаќа 98% од македонските компании, кои што запослуваат исто толку проценти од работниците во приватниот сектор во државата. Се работи за компании кои што се различни по големи, од најголеми до средни компании, според капиталот, меѓутоа и според бројот на вработените, и се распространети во сите производствени и услужни индустрии во државата. На овој начин, во текот на изминатите години беа инвестирани 100 милиони евра од страна на државата преку финансиска поддршка на инвестициите, што иницираше половина милијарда евра инвестиции, кои инвестиции влијаја позитивно на економските показатели на државата. Ние во моментов имаме невработеност од 12,8%, историски најниско ниво на невработеност, поредено со 25% во претходниот период, а исто така и младинската невработеност е намалена од 45% на 20%, што може и лесно да се види преку извештаите за расположивоста на квалификувана работна сила на пазарот на труд во нашата држава. Пред крајот на дискусијата исто така би сакал да се осврнам на неколку економски показатели кои произлегуваат од буџетот и кои исто така беа нотирани и од страна на министерот за финансии во незиното експозе. Според ребалансот на буџетот и претпоставките во него, зголемен е буџетскиот дефицит за 11 милиарди и 156 милиони денари, или дефицитот сега изнесува 4,9% од планираниот бруто домашен производ, што представува зголемување од 1/3 во однос на оригинално планираниот дефицит. Ова значи дека дефицитот кој што изнесуваше 33,5 милиарди денари, сега ќе изнесува 43,7 милиарди денари, што автоматски значи зголемување на јавниот долг на државата, бидејќи јавниот долг на државата всушност представува збир на сите дефицити кои што биле направени од првиот буџет кој што е направен во државата, а тоа е од практично нашето осамостојување. Преку ова практично се нарушува принципот на мастришките критериуми за 3% дефицит и секако и принципот кој што е и наведен во нашиот закон, новиот закон, органски закон за буџети, каде што е наведено нивото на дефицитот кој што треба да го следи Република Северна Македонија. Тоа исто така влија и на зголемување на задолжувањето. Ние во услови на криза успеавме јавниот долг на државата да го задржиме на ниво до 60%, колку што изнесува и денес, меѓутоа со новите предвидени задолжувања и со зголемениот дефицит, јавниот долг на државата ќе се искачи до 67%. Кажав дека успеавме да го задржиме на 60% и во време на криза, и би додал дека и тогаш, како и што следува, беа враќани обврски од еврообврзници кои што беа преземани во претходни изминати периоди. Согласно со претходно кажаното, би повторил дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата нема да го поддржи ребалансот на буџетот за 2024 година и на самиот крај, со оглед на тоа дека изработката на буџетот представува обемна финансиска операција, би сакал, и кој што процес на мене ми е одблизу добро познат, би сакал да упатам благодарност до вработените во Министерството за финансии, до министерката, министерот, кои што макотрпно имаат работено во текот на овие жешки летни месеци, додека најголемиот дел од другите ги користеа своите одмори, со цел да можат да состават предлог на ребаланс на буџет кој што се најде пред пратениците. Ви благодарам и се надевам на конструктивна дебата во однос на буџетот. Благодарам.